Драги гледачи на МТМ телевизија, здраво и добродојавте во шестото издание од четвртата сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2013-2014. Во денешното издание ќе видиме три квалитетни и интересни надпревари кои се одиграа во спортската сала Градски парк, а ќе ги видиме децата од генерацијата 2001-2002 кои го одиграат третото коло во новата сезона. Освен надпреварите во денешната емисија ќе може да ја погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на најдобрите потези од ова трето коло во генерацијата 2001-2002, а крајот на емисијата сегогаш е резервиран за најавата за следното коло, каде го започнуваме четврто коло кај генерацијата 99-2000. Чест да го отварат третото коло во генерацијата 2001-2002 имаат тимовите на Илинден и Томас од Тетово. За кошаркарскиот клуб Илинден настапија Кристијан Трајчевски, Алтин Троли, Никола Стојановски, Филип Николовски, Филип Спасов, Валјмир Тахири, Димитар Стефановски, Филип Атанасов, Александар Атанасов, Андреј Павловски, Марко Тодевски, Марко Василев, Сашо Божиновски, Владко Михајловиќ, Ѓокица Ѓошевски, Христијан Ѓуровски, Дамјан Радовски, Кристијан Змејковски, Дамјан Домевски и Срđан Михајловиќ. Тренери на екипата се Ристо Георгиев и Дане Ристовски. За Томас од Тетово настапија Феми Хавзију, Матеа Тасевски, Лука Билбиловски, Индри Трупати, Петар Билбиловски, Павел Атанасовски, Филип Тодоровски, Ангел Симјановски, Марко Богдановски, Ненад Билбиловски, Даниел Гиновски, Драган Денковиќ, Антонио Денковски и Предраг Стериовски. Тренер на екипата е Томас Геровски. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Кошаркарите на Илинден и Томас одлично го започнаа надпреварот со поени на двете страни. Се играше кош за кош во овој прв дел, па така ниту еден од тимовите немаше поголемо водство од 2 поена. Тимовите се менуваа во водството, но на крајот на овој период резултатот беше изравнет 6-6. Во вториот дел продолжи изедначената игра и на двата тима. Но кошаркарите на Томас во вториот период беа подобри од Илинден и до крајот на полувремето направија минимална предност. Па така Томас отиде на полувреме со предност од 14-11, а вториот дел им припадна со 8-5. Во третиот дел, тимот на Томас, како да ги загуби силите и во голем дел од третата четвртина се мачеше да постигне барем по некој поен плюс. Тоа го искористија кошаркарите на Илинден и со серија поени најпрво го израмнија резултатот, а до крајот на четвртината и го презедоа водството. Со 6-1 Илинден го доби третиот период и пред стартот на последната четвртина имаа предност од 17-15. Во последната четвртина кошаркарите на Томас повторно се вратија во игра. По неуспешната трета четвртина, оваа четвртина ја започнаа доста успешно и ефикасно. Реализацијата на нападите ја зголемија, па така најпрво го израмнија резултатот на Илинден, а потоа и направија водство. До крајот на надпреварот Илинден се обидуваше да го израмни резултатот, но грешките нивни беа се почести и на двете страни на теренот. Во една таква завршница, кога само еден потек можеше да го реши надпреварот, кошаркарите на Илинден потврлија. Па така, Томас од Тетово стигна до победата од 24-21. Со 10-4 Томас ја доби последната четвртина. Со
со 5 поени кај Томас најдобар беше Предраг Стериовски, а по 4 поени постигнаа и Мартин Крстевски и Матеа Тасевски. Кај Илинден со 7 поена најдобар беше Вајлмир Тахири, а 4 поена даде и Алтин Троли. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт за најдобар играч на преврат ја доби Филип Тодоровски од кошаркарскиот клуб Томас од Тетово. Јас сум Стефанија Велјановска, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Јас сум Александра Петровска од кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет и вие гледате МТМ лига. Јас сум Божидар Ѓелевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Киндер Мини Баскет, а вие гледате МТМ кошаркарска лига. Гледајте МТМ кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од третото коло во МТМ кошаркарската лига во генерацијата 2001-2002 се сретнат тимовите на Академија Баскет и Работнички. За Работнички настапија Марко Муратовски, Јане Джингов, Петар Касапинов, Матеј Милошевски, Новак Герик, Андон Ристовски, Максим Деспотовски, Ѓорги Миладиновски, Давид Аритонов, Марко Костов и Иван Мишов. Тренер на екипата е Јован Миловски. За Академија Баскет настапија Дарко Митровиќ, Емил Исаевски, Миро Зиновски, Никола Баџаков, Никола Ивановски, Стефан Стефанов, Александар Божиновски, Александар Ристовски, Владко Илиевски, Јован Митревски, Стефан Димовски, Антонио Цаневски, Андреј Андреев, Бојан Радевски и Никола Неделковски. Тренер на екипата е Зоран Балов. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти и од овој надпревар. Далеку поразличен од првиот надпревар одиграа тимовите на Академија Баскет и Работнички. Надпреварот и двата тима одлично го започнаа, се редеа поените како на филмска лента и на двете страни од теренот. Оваа четвртина беше една од најефикасните досега во МТМ кошаркарската лига. Расположени за игра беа и Работнички Академија Баскет. Во финишот на оваа четвртина сепак тимот на Работнички направи серија на поени и овој период го реши во своја полза.
постигнаа вкупно 30 поени, а работнички ја доби оваа четвртина со 19:11. Во вториот дел спласна играта. Стрелците како да се изморија по фуриозната прва четвртина, па така во вториот дел видовме далеку понеефикасна игра, а постигнати беа двојно помалку поени. Сепак Академија Баскет беше екипата која ја доби оваа четвртина. Па така со 8-7 Академија Баскет беше подобрен. На полувреме, сепак работнички имаше предност од 26-19. Во третиот дел кошаркарите на Академија Баскет беа речени да го достигнат водството на работнички и во минута тие беа се поблиску до нивниот резултат. Така до крајот на овој дел од надпреварот кошаркарите на Академија Баскет уште повеќе се доближија до работнички и пред стартот на последната четвртина има негатива од 4 поени предност 30:26. Со 7:4 Академија Баскет ја доби и оваа четвртина. И во последниот период од надпреварот се играше изравната кошарка. Академија со сите сили правеше напори да го изравни резултатот, а работнички се обидуваше да го зачува водството. На минута до крајот на средбата, кошаркарите на Академија Баскет го изравнија резултатот, а до крајот на надпреварот се играше пенал завршница, бидејќи двата тима беа во бонус со личните грешки. Во главна улога беа Миле Трајковски и Марко Муратовски, кои беа прецизни во своите обиди од линијата за слободни. Сепак кошаркарите на работнички го имаа последниот напад за победа, но шутот на Марко Муратовски не беше прецизен. Така овој надпревар заврши без победник 35-35, иако и двата тима ја посакуваа победата. Сепак овој резултат беше и најреален исход од овој најинтересен надпревар од ова трето коло кај генерацијата 2001-2002. Кај работнички со 12 поени најдобри беа Марко Костов и Марко Муратовски, додека кај Академија Баскет по 9 поени најпрецизни беа Миро Зиновски и Никола Неделковски, додека 8 поени постигна и Бојан Радевски. Наградата за најдобриот играч на надпреварот ја доби Иван Мишов од тимот на работнички. Јас сум Јане Петровски. Јас сум Синиша Аврамовски. Јас сум Тони Гарчаров. Јас сум Димитар Мераковски. Јас сум Тони Симич. Јас сум Никола Караколев. Јас сум Јован Марковски. Јас сум Костовски Александар. Гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во последниот надпревар од денешната програма се сретнаа тимовите на Квиско Баскет и Киндер Мини Баскет. За Киндер Мини Баскет настапија Кристина Митевска, Христијан Брњарчевски, Александра Петревска, Божидар Гелевски, Мартин Ѓелов, Матеј Арсов, Петар Димковски, Димитар Цигулевски, Стефанија Велјановска, Јаков Аврамовски, Филип Горин,
Стефан Јовчев и Перо Митевски. Тренери на екипата се Никола Николовски и Филип Тодоровски. За квиско баскет настапија Јован Александровски, Матеја Стојков, Ѓорги Зафировски, Теодор Димовски, Михел Тотиќ, Зејадин Адемовски, Петар Кузмановски, Давид Ѓоргевски, Матеј Ивановски, Глигор Ковачевски, Амар Рашиќ, Христијан Чакалиќ, Симеон Марковски, Марио Ѓоровски, Филип Безар и Бојан Мајсторов. Тренер на екипата е Виолета Здравковиќ. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме на интересните моменти и од овој надпревар. Уште на стартот на надпреварот, кошаркарите на квиско баскет покажа дека на овој надпревар ја посакуваат само победата. Со одлична игра во одбраната и во нападот и со серија поени за кратко време направија солидна и двоцифрена предност. Не могли да сторат нешто повеќе, кошаркарите на Киндер Мини Баскет беа во подредена улога на овој надпревар, а посебно во оваа четвртина. Сепак и тие се запишаа во листата на стрелците. Па така колку толку ја намалија разликата. Со 19:4 квиско баскет ја доби првата четвртина. Во вториот дел лошата игра на Киндер Мини Баскет проложи, но грешки имаше и квиско баскет кој сепак игра порелаксирано поради стекнатата резултатска предност. Се постигнаа многу мал број на поени, а квиско ја доби оваа четвртина со 5:1 и на полувреме имаше висока предност од 24-5. Во третиот дел Киндер Мини Баскет ги консолидираше своите редови и ја подобри одбраната и нападот. Поени се постигнуваа сепак и на двете страни, но Киндер Мини Баскет покажа дека може равноправно да се носи со противникот. Па така со 7:6 Киндер Мини Баскет ја доби третата четвртина и пред стартот на последниот период квиско имаше предност од 30:12. И во последниот период, кошаркарите на квиско баскет рутински до крајот ја одиграа оваа четвртина, не дозволувајќи му на противникот да дојде до нивниот резултат. Па така, квиско баскет стигна до нова победа во МТМ Кошаркарската лига. Конечниот резултат на семафорот гласеше 47:17 за квиско баскет. Кај победниците со 10 поени најдобар беше Ѓорги Зафировски, 9 постигна Јован Александровски, а по 6 поени има Матеја Стојков и Симеон Марковски. Кај Киндер Мини Баскет 6 поени постигна Малта Јарсов, а 4 даде Божидар Гелевски. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт ја доби Петар Кузмановски од кошаркарскиот клуб Квиско Баскет. Здраво, јас сум Бојан Станосев и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самаджиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од оваа трето коло во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 2001-2002.
Гледајте ја МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите? Погледнете ги најновите топ 5 потези во Кошаркарската Евролига и NBA лигата. Cristina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Miss Worldwide, Cristina Aguilera. Oye mamita, dale que la cosa está rica. Јас сум Маријан Лазовски. Јас сум Драган Василов Цевка. Јас сум Лазар Пуволски. Јас сум професор Александар Туфекчиевски, председател на Федерацијата на училишен спорт на Македонија, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте ја МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Почитувани гледачи, завршува и денешното 6-то издание од 4-та сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2013-2014 или 62-та емисија од стартот на нашиот проект. Ние се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига која ексклузивно се пренесуваат на програмата на МТМ телевизија. Ќе ги видиме децата од генерацијата 99-2000 кои ќе го одиграат четврто коло. Поздрав почитувани гледачи и се гледаме повторно за 7 дена. Oye mamita, dale que la cosa está